Раководството на Македонска пошта ќе го тужи председателот на Сојузот на синдикати заради лажни изјави во врска со платите на вработените во оваа компанија. Откако првиот човек на ССМ се појави на протестот на дел од вработените со тврдење дека тие биле оставени без плата за празниците, односно најтешкиот месец од годината, раководството на пошта остро реагира дека станува збор за лаги и манипулации. Тврдат дека проблем нема бидејќи парите за плати биле обезбедени за сите вработени. Председателот на Сојузот на синдикати на Македонија, господин Трендафиловски, и во кое својство тој даваше изјава која што е апсолутно невистинита, дека ние не сме дали на луѓе во плата за време на празниците, дека сме ги оставиле без пари. Значи тоа е невистина. Вработените знаат дека си добија плата за празнициве, вработените знаат дека е исплатен регресот редовно. Тоа ние како компанија ќе си преземеме правни мерки против Трендафилов за таа изјава, бидејќи е апсолутно неточна. Од Македонска пошта уверуваат дека платите и регресот редовно се исплаќаат. За ова уште вчера го информирале синдикатот, кој сепак и денеска продолжи со протестот. Во ваквата стратегија препознаваат исклучиво политичка позадина. Дел од вработените пак кои денеска излегоа на протести прекинаа со работа порачаа дека ќе протестираат и натаму доколку во иднина има проблем со платите. Раководството тврди дека парите за плати и придонеси повеќе не се проблем, но се уште е сериозен предизвик да се средат наследените лоши состојби кои се во наследство од минатата власт. Добро е велат што во целиот процес имаат поддршка и од владата. Таква поддршка од ресорниот министер, вице-премиерот за транспорт и врски Александар Николовски и од премиерот, досега компанијата немала. Добиваме поддршка, ни набавија нов возен парк. Ние како управен одбор се потрудивме да склучиме договори меѓународни и внатрешни кои што ќе донесат доволно приход да ние можеме да ги сервисираме плативе сегашни редовно. Македонска пошта се консолидира откако во годините владење на претходната власт беше целосно запоставена и буквално оставена да пропаѓа. Целиот овој период го искористија низа приватни субјекти кои ќаруваат од ваквата состојба. Наскоро тоа треба целосно да се промени преку новата стратегија која предвидува и законски измени во оваа дејност.